Паралелно со Кочанскиот панагир, секоја година во Кочани се одржува манифестацијата Денови на медот во паркот на Револуцијата. Мед и разновидни пчелни производи се изложени на штандовите и се продаваат по цени прифатливи за граѓаните. Ние изложуваме секакви пчелни производи, значи почнувајќи од медот кој е најпопуларен од пчелните производи, потоа продаваме прополис, перга, матична млеч, мешавини со тие производи. Имаме разни амбалажи на пакување, имаме ликери од повеќе врсти, сите се врз база на пчелни производи и со во основата е медот. Стандардна цена нели во Македонија и регионот е 350 денари на медот. Ние го лично продаваме, веќе година и пол го продавам, цената е 350 денари, независно дали е ливадски или планински мед. На оваа изложба од мед буквално нудиме се што природата дала, што собрале пчелите, значи имаме мешавини со бадеми, лешници, ореви, тие се богати со калциум, калиум, фосфор, се што е потребно за нашиот организам. Имаме мешавини со таан, со мелени, бадеми, лешници, ореви. Тоа е стар рецепт за слабокрвно, за анемија, за слаби деца. За преносите на мед, пчеларите од регионот изјавија дека годинава се задоволни и од квалитетот на медот. Ние во Кочани може да кажеме дека во споредба со другите региони во Република Македонија, ние имавме среќа да имаме добар медобер оваа година. Пролета беше во еден период исклучително медоносна за нас пчеларите. Меѓутоа вториот дел на летото не беше толку добар, а со селидбеното пчеларење во вториот дел немавме баш добар принос. Инаку пролета беше многу добра. Оваа година исто е слабо, но пак е подобро да. Ова година конкретно на моите пчеларници е задоволително, некое средно ниво во споредба на минатата година. Значи ова година малку беше поспецифична за пчеларење со оглед на тоа да се јави некако ран развој на пчелните друштва, па потоа фати период на заладување каде што пчелите не можеа многу да општат со природата, да се развиват добро. И после се јави еден така да кажеме добар топлтен бран, кај што нектарот беше намален, али јаките добри пчелни семејства беа спремни за паша и внесоа мед оваа година. Постојат неколку вида на мед. Меѓу народот познати како ливадски и планински мед, а пчеларите велат дека зависно од вкусот на купувачите, секој мед ги има потребните хранливи состојки. Разликата е во густината и бојата на медот. Во основа разликата е што планинскиот мед е претежно има во нашиот крај, обично јас од кај што пчеларам има примеси од медлика, додека ливадскиот мед претежно е цветен мед, значи мед од нектар, пчелен нектар. Има разлика во самите вкусови, има во хемискиот состав, во самата густини. Најдобар мед е тој што пчелата ќе собере од природата. А ние пчеларите сме должни само да направиме сместување во амбалажа. И јас таков мед продавам на оваа тезга, таков треба мед сите пчелари да продават на овој фестивал на медот. На изложбата на мед и пчелни производи покрај медот, пчеларите има изложено и мед со бадеми, таан мед, како и природни креми за лице, изгореници и други производи кои се произведуваат од пчелните семејства.